Го донесува на пресуда, па го пречекаа во шутка. Поренешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков доби 3 години затвор, а правосилноста на пресудата ќе ја дочека во притвор. Овој пат Мијалков зад решетки влегува за случајот Титаник 2 за изборните нерегуларности за примање награда за противзаконско влијание. Пред затворот го чекаше неговиот син со уште неколку мина. Тие со телефони ја снима екипата на 1 ТВ во заминување. Таму влезе и поранешниот член на Државната изборна комисија Бедредин Ибраими, кој беше однесен со лисици на рацете. Ибраими ја доби највисоката затворска казна од 4,5 години. Иако негодуваа за притворите, сепак судот го одобри барањето на специјалното јавно обвинителство. Во оваа фаза, заедничко за сите обвинети е дека постои опасност од бегство. Стилот на моето живење на смет не е елегантен. Односно, сакам да кажам, јас никоја што мора да Немам потреба да бегам никаде, тука ќе останам и да ви се не за да и се смејам утре, затоа што ова е првостепена пресуда. Судот за виновни ги прогласи и лидерот на ДП Аминдух Тачи, кој не беше во судница, меѓу поранешните членови на ДИК и Владко Сајковски, Сашо Срцев и Анита Стефановска, кои имаат обврска да се јавуваат во суд. Обвинетиот Мендух Тачи, еден спомневец, обвинет за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353, став 5, во врска со став 1, во врска со член 23 од кривичниот закон, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање 3 години и 2 месеци. Обвинетиот Бедредин Ибраими, обвинет за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353, став 5, во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновен. Па судот го осудува на казна затвор во трајање од 4 години и 6 месеци. Обвинетиот Владко Сајковски, обвинет за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5, во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Обвинетиот Сашо Срцев, обвинет за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Обвинетата Анита Стефановска, обвинета за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, согласно член 353 став 5 во врска со став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, е виновна, па судот ја осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Обвинетиот Сашо Мијалков, обвинет за кривично дело примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 5 во врска со ставот 4 од Кривичниот законник, е виновен, па судот го осудува на казна затвор во трајање од 3 години. Нивните затворски казни нема да се извршат веднаш, бидејќи се осудени во првостепена постапка и имаат право на жалба до апелацискиот суд. Во обвинението е наведено дека Мијалков како шеф на УБК и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во 2013 година на локалните избори го искористил своето влијание и моќ преку лидерот на ДП Аминдух Тачи и се договорило преку членот на ДИК Ибраими да се усвојат преговорите за прегласување на избирачки места во Струмица. Судењето Титаник 2 за изборните нерегуларности почна лани во април.